Откорнатата фасада од 11 милиони евра на зградата на АД МЕПСО повторно ги отвори прашањата за безбедноста на објектите, не само од надворешните оштетувања, туку и од пожар. Петар Николовски, инженер-архитект кој речиси половина век се занимава со енергетска ефикасност, вели дека неговите обиди да алармира за опасност од пожари во објектите од Скопје 2014 е како борба со ветерници. Сите други објекти што се во проектот Скопје 2014, кај што примарната функција не име топлинска изолација, како што овдека овие внатрешните ѕидови видовме кај што паднала фасадата, но име декоративна некоја инсинуација на некакви барокни, неокласицистички стилови со тие облоги фасадни. Тоа се многу опасни од пожарен аспект. Тоа значи горив материјал без ikakva заштита противпожарна, кој зад него стои еден воздушен простор, кој во случај на пожар делува како очак за ширење на пожарот кон горните катови. Тоа е буре барот, не дај Боже да видиме во пракса како изгледа. Јас стално сакам да кажам дека сум Дон Кихот на ова, се борам со ветерници, но не наоѓам на се обидував и кај некои компетентни, да кажам, лица од владата, од ова да им укажам на овие работи, но за жал тоа е празно. Тој како примери за опасност од пожар ги навидува пожарите во Баку, Азербејџан, каде што се случија пожари во неколку згради со обновени фасади поради евровизискиот натпревар, со многу жртви, поради што државата донела одлука да се демонтираат горливите облоги на објектите. Од владата не одговорија на прашањата дали размислуваат за демонтирање на опасните стиропорни фасади, но справување со проектот Скопје 2014 најави градоначалникот на Скопје Петар Шилегов, но по изборите. За откорнувањето на фасадата на МЕПСО, Николовски вели дека биле пресудни лепилото и несоодветно поставените анкери кои треба да го прицврстат стиропорот зад ѕидот. Паднала фасада, тука нема дилема. Но, колку што можев да видам од оскудните фотографии, лепилото не е што е ставано некаде, има од прилика ставано точкасто, некаде нема ни трага на фасадата што останала без стиропор. Така да тука веќе самиот тој увид говори дека не е применето некој принцип кога се изолират старите фасади, мора да има подготовка на површините за да не се случи ова што е. Имено, старите фасади треба пред се да се обезпрашат, значи со миење, со шприцање со вода, да се нанесе така наречен праймер, односно основен премаз кој ќе даде компатибилност на лепилото од стиропорот и подлогата на ѕидот. И второ, квалитетно лепило. Очигледно овдека има некаква грешка во лепилото. Нема контакт, никаква врска лепилото со ѕидот. Нема никаква. Значи, очигледно е дека отпаднала целата фасада. Но друга една забелешка е. Во системот се предвидуваат и дополнителни анкери кои се многу важни, особено за фасади при изолирање на постоечки фасади. Значи, овдека гледаме дека нема воопшто трага од такви анкери или има кои заедно со системот се паднати доле на земја. Значи, нешто има дефектно тука и во механичкото прицврстување. Во овие документите што се од европската регулатива, тука се предвидени точно шеми на нанесување на тие анкери. Овдека не гледам никаква шема. Тој има забелешки и за фасадата во делот кој што не е откорнат, но има отворено фуги за кои вели дека само ќе се зголемуваат. Пукнатините се на декоративните елементи над столбовите. Се работи тука за декоративни елементи, исто така направени најверојатно од стиропор, дали екструдиран или експандиран или полиуретан, не е важно, но мора да се знае дека природата на секој материјал, конкретно на стиропор, е таа да тој со време полека ги контрахира, ги собира сите своји три димензии и ова е неминовност да се појави дали после година, дена, 2 или 5-6 месеци, значи фугите се она што е природно својство на стиропорот. Делот од фасадата на МЕПСО кој е останат, Николовски смета дека треба да се испита дали при следниот налет на ветрот ќе издржи и препорачува целосна замена на фасадата доколку има и мал сомнеж за неиздржливост.
Минатата недела генералната директорка на МИПСО Ева Шуклева рече дека на фасадата има делови кои и без ветар може да се урнат, а најави внатрешна ревизија која треба да утврди што презел изведувачот на фасадата согласно договорот од 2013 година. Николовски смета дека одговорност треба да се бара не само од изведувачот, туку и од сите кои биле ангажирани околу фасадата. Јас би тргнал од пред се, нема да ми замарат од колегите проектанти, кога се прави проект за една ваква фасадна изолација, особено за објекти како што е МЕПСО. Значи, тука мора да се дадат сите детали, упатства на изведувачите како се изведува таа фасада. Тоа е едно. Второ, при избор на изведувачот, обично тоа се некои партнери кои кооперанти на главниот изведувач кои изведуваат фасадата. При тоа треба да се има на ум дека во интерес на инвеститорот, во случај во интерес на МЕПСО, е било потребно, може би имало, надзорен орган кој треба да ја познава цела оваа материја и да даде забелешки уште во стартот, ако не е сето тоа спроведено како што е предвидено. И најпосле, кои работници изведувале, какви квалификации имат, ама не било какви, него во поглед на изведба на овој систем на фасадна изолација. Фасадата на МИПСО ја изведе Бетон Штип, компанија за која на барање на доверителите е отворена стичајна постапка во јули минатата година. Директорката Шуклева рече дека токму поради пропусти во изградбата активирана била банкарската гаранција пред фирмата да оди во стечај.